Дали има шпекулации дека Шпанија, на пример, намерно го загуби последниот надпревар во групата За да дојде во европската дивизија, за да ги избегне и Хрватска и Бразил во понатомошниот тек од првенството, а следен противник име Тунис. Дефинитивно. Многу познавачи на фудбалот, Уго Санчес, на пример, тврди дека сигурен е дека намерно го загубија надпреварот. Дефинитивно, Златко. Значи Бразил, Камерун и Шпанија што го направи, значи тоа е, ја кажав, дегутантно. Ван памет, ван фудбал. Франција тоа е со некоректно. Франција со Тунис. Нема калкулација. Тоа се случи еднаш, ако се сеќавате, скандинавското дерби, 2-2 кога игра. Само тој резултат ги носеше понатаму. Само тие едните и другите ги носеше пред 10 години кога беше. Имаше таква шпекулација Германија и Австрија 1982 година. Во прво коло Германија загуби од Алжир со 2:1 и висеа германците го одиграа надпреварот со Австрија на обострано задоволство 1:1 за да отидат во нокаут фаза. Ali ima една работа друга. Фудбалот е суров. Ќе ви врати. Значи, пазите, кога ќе мислите дека сега е окей, сега сите коцки се на место, сега нема проблем, сега ќе ги вратиме сите назад и Немари, како што мислеа Шведска, Данска на европското 2004-та. Меѓутоа може да дојде ситуација каде што више нокаут фаза.